ова издание, власта и опозицијата се договориле за сите закони кои беа предуслов за одржување на изборите, најави председателот на Собранието Талат Џафери. Кина и Русија закана за демократските процеси на Балканот, но тие сепак се разликуваат. Ке слушнете во што. САД 2020-та. Каква улога ќе има сојузната држава Висконсин по предстојните председателски избори? Следува анализа. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Председателот на Собранието Талат Џафери денес најави дека не може да се одложат изборите ако биде избрана техничка влада. Владимир Мирчевски со деталите. Власта и опозицијата според собранискиот спикер се договориле за усвојување на сите закони кои треба да стапат на сила од 1 јануари, а чие носење премиерот го наведе како предуслов за одржување на изборите во април. Талат Џафери не прецизираше како биле надминати разликите, чекор со кој се отвара вратата за предвремените парламентарни избори договорени за 12 април. Џафери дообјасни во кој случај може да има одложување. Не може да се одложуваат изборите ако биде избрана техничката влада, зашто таа влада има задача токму да организира избори. Собранието пак не може да се распушти ако 100 дена претходно не биде избрана таа техничка влада. За да се формира техничката влада треба да претходи оставка на актуелниот премиер, прашање кое денеска се отвори на собраниската седница. Опозицијата му одбројуваше на Заев. Започнуваме средба на новиот клинички центар во Скопје. Започнуваме со изградба на нов автопат Скопје-Блац. Почитувам господин Милошевски, можеме да пуштаме многу што, но тоа време заврши и тоа време е да докажа градосијата на тогашната власт која што беше смената и денеска јас сум овде да давам отчет и давам одговори и ќе давам одговори. За сабота попладне, како што брифираат од владата, закажана е средба меѓу Заев и Мицкоски. Ќе се консултираат за прашањето за техничката влада во која власта ја задржува премиерската позиција на ниво на технички премиер, а опозицијата ќе има технички министри за внатрешни работи и за труд и социјала. За гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски. Кина е закана за демократијата на Балканот и во светот, рече поранешниот американски генерал Роберт Палдинг, кој на оваа тема промовираше книга во Вашингтон. Анита Шијакова беше таму. Податоците се стратешки ресурс на 21 век, посебно во контекст на вештачката интелигенција и собирањето и анализата на големи количини податоци од страна на машини. Но каде завршуваат тие податоци и кој ги користи? Е прашањето на кој се осврнува поранешниот генерал Роберт Спалдинг во неговата книга Прикриена војна со фокус на Кина, што деновиве ја промовираше во Вашингтон. Ако погледнете што се случува денес со американската технологија во Кина, ќе видите дека има 2 пати повеќе камери отколку луѓе во многу градови. Пекинг е надгледуван од камери со технологија за препознавање лица, но мора да погледнеме подлабоко, да видиме кој се ги користи тие податоци. Кина води војна со САД на 6 фронтови: економски, армиски, дипломатски, технолошки, образовен и инфраструктурен. Огромни количини податоци се употребуваат за хранење на пропагандната и разузнавачката машинерија на Кина, вели Спалдинг. Токму преку собирање на податоци преку Facebook, Google и Amazon го изградиле својот бизнис модел. Со тие податоци и со новите технологии компаниите можат да ви продадат чевли, на пример. Но Кинеската комунистичка партија оди чекор подалеку и ве охрабрува да бидете добар граѓанин, на начин кој го сака партијата. Клучното прашање за генералот е начинот на користење на тие податоци, зашто процесот на собирање сам по себе не е спорен. Фактот што како граѓанин немате собственост над своите податоци е загрижувачки, особено што се работи за влада или уште повеќе за странска влада која не ги сваќа демократските принципи и вредности. Тоа е предизвик за нас, зашто сакаме да ја заштитиме демократијата во светот. Кина е присутна и во економската сфера на Балканот. Од тука се интересиравме како Спалдинг гледа на приклучувањето на Северна Македонија кон НАТО и дали тоа ќе има одвраќачко влијание за ширењето и на кинеското влијание покрај руското. Спалдинг вели дека концептот на пенетрирање на двете држави, Русија и Кина, е различен. Пред глобализацијата ви требаше воена сила да наметнете волја врз непријателот. Сега се атакува директно на поединецот, се користат алатки на глобализацијата, интернетот. Зошто би провоцирале воена реакција од НАТО? Ризично е и скапо.
Наместо тоа, инвестирате во технолошки компании, тоа ви носи економска добивка и вработува локално население. Многу полесна опција. Тој заклучува дека различната стратегија на Кина споредно со Русија во однос на ширењето на влијанието во САД и во светот баре и различен пристап во одбраната против тоа влијание. Роберт Спалдинг, кој е поранешен стратег за Кина во Пентагон, книгата ја објавува по неговото 25 годишно искуство како бригадирен генерал во американските воздухопловни сили, докторирал економија и математика, а во Кина служел како аташе за одбрана на САД. А односот САД-Кина на сериозен тест годинава. Најки Чинг за причините. Барем за сега е договорено САД и Кина да не воведуваат нови тарифи за увоз на производите на другиот. Од тоа што се случи изминатата година, изгледа дека САД се загрижени за однесувањето на Кина и не знаат дали ќе бидат во состојба да го променат тоа однесување. Во Хонг Конг жителите ја пее американската национална химна на крајот од ноември во знак на благодарност према председателот Трамп за законот што го поддржува продемократското движење во поранешната британска колонија. Бони Глейсер од Центарот за стратешки меѓународни студии вели дека оваа ситуација очекувана со оглед на компликуваните односи меѓу двете држави. Не станува збор само за армиски, економски и дипломатски проблеми. Тука е и кинеското политичко мешање. За прв пат по многу години американско-кинеските разговори за дипломатски безбедносни прашања на високо ниво, што вообичаено се одржува во Вашингтон или во Пекинг, оваа година не се одржа. Сојузната држава Висконсин се очекува да биде клучна на претседателските избори во САД следната година. Кейн Фарабо објаснува зошто. Кога се излегува на избори, обично има едно прашање што е поважно од другите. Во Висконсин, каде живее Бернадет Райнсфорд, економијата е добра, вели економистот Стивен Делер. Всушност, имаме недостиг од луѓе да ги пополнат работните места. Тоа може да е добра вест за реизборот на Доналд Трамп. Истражувањата сугерираат дека кандидатот има поголеми шанси за реизбор кога економијата е добра. Тоа за Трамп е добро. Ако економијата ослабе, се е можно. Добрата економија им помага и на локалните кандидати. Економијата е во подем и во Висконсин, каде лесната индустрија се врати на голема врата. Затоа, вели републиканецот Скот Фицджералд, кој е председател на Сенатот во Висконсин, процесот за импичмент на Трамп ги лути републиканските гласачи. Фицджералд се надева дека процесот за импичмент во Конгресот против Трамп ќе ги мобилизира републиканските гласачи. Чарлс Франклин од Универзитетот Маркет додава: Тоа ќе ги мотивира неговите поддржувачи, но ќе ги мотивира и демократите, кои се жестоко против него. Не мислам дека импичментот ќе има голем ефект. Гласачката Бернадет Райнсфорд поддржува демократ за председател, поранешниот подпредседател Џо Бајден. Што и да се случи со импичментот, не верувам дека ќе го смени мислењето на републиканците. Во Висконсин, прелиминарните избори се закажани за 7 април. И за крај, ве оставаме да погледнете како изгледа Охрид во новогодишни бои. Пријатно до утре!